Сакам на почеток да ви дадам еден тестимонијал од моја страна како е да се прави емисија секој утро. На почеток е многу тешко дури да почнеш да научиш да се будиш така натаму. Потоа ги прилагодуваш своите активности на целава работа и после едно 350, 400 емисии колку што имаме ние до сега се навикнуваш. И после генерално полесно, кога имаш 2,5 години, 3 години, така секој сабајле да стануваш и да имаш емисија секој работен ден, после станува полесно. Така што за сите оние кои не можат да издржат рутина, првите 3 години се најтешки. Добро утро за нашите слушатели, еспресо со Златев и Боцевски. Добро утро. Добро утро, Љупчо. Па, види, викаат дека нели имаш како беше онаа книга за нешто да совладаш, треба да поминеш 10.000 часови работејќи на тоа нештото. Така што ова твоево ево линија на тоа што го зборуваме. Дури јас сум и помалку од 10.000 часови со... Абе добро, кога ќе видиш целата... Да, колку време се замареш и така натаму. Добро утро и за нашиот гости на Добро утро, Сотир Костов. Добро утро, деца. Нешто многу рано за километража зборувате. Што кажам јас бе, луѓе. Знаеш, Сотир... Ај пред да влеземе со Сотир во овие двете клучни глобални вести, зашто ќе пропуштиме после со Сотир Њубов Мабетов. Добро. Првото беше интервјуто на американскиот новинар Такер Карлсон со Путин вчера, кој Да, за прв пат Путин со американски новинар по почетокот на војната, не стигнав, пошто доцна беше објавена. Доцна го објавија, да. Само првите половина час историјата успеав да ги гледам, што беа здодевни за мене. Значи, се враќаше Путин на Рурик и на Олег и на 9 век, на 16 век и така стигна до Советски сојуз и да ја кажам искрено ми се преспа баш пред да почне интересниот дел, односно пред да завршиш. Ке оставиме таа анализа за подоцна. Фактот дека се случи тоа интервју кажува некои сигнали. Втората работа која што ни доаѓа од Америка, која што треба да дискутираме сега, е дека Врховниот суд му дозволи на Трамп. Уште одлуката не е, меѓутоа најверојатно ќе биде едногласна одлука да му дозволи. Тоа не е толку весно денот. Весно денот е што специјалниот, како да го наречеме, не обвинител, него специјалниот известител, Роберт Херн, или на англиски, кој што требаше да каже дали Бајден управувал со сензитивните документи добро. Вчера излезе согласно законите. Вчера излезе еден извештај кој што ја поремети целата кампања во Америка. Во извештајот се спорат менталните способности на претседателот Бајден. Човекот кој што нешто што ние не сме стигнали. Не, човекот кој што го држи копчето на нуклеарното ковако. Нечии ментални способности. Чекај. Не, ова е сериозно, затоа што види, сме стигнале како правник. Сотир ќе ти каже дека и ние тоа го правиме. И нашиот систем тоа го прави. Вели вака. Претседателот е демек добродушен, остар човек со слаба меморија. Ај тоа и така. Меѓутоа вели неговото сеќавање, меморија им се чини дека има значајни ограничувања. Тој не помни дури и настани од последниве години, како на пример дека син му Бо умрел во 2015 година и уште една цела тука серија на вакви заклучоци кои што како правник што значи ова, како ќе видиш во извештај составен од правник за тоа што доаѓа на уме нема деловна способност. Една од квалификативите да биде кандидиран во општествениот политичкиот живот, особено на Соединетите Американски држави. А видите, сега вака ме изненадивте со овие две информации. Значи, човекот пуштете го да зборува и да се движи и се ќе видите. Не ви треба ни лекарски конзилиум, ниту ништо. Кога треба да оди право, тој оди лево. Кога треба да оди десно, тој оди лево. И кога зборува за машко, се обраќа на женско. Тоа сме го виделе. Тоа не е ништо наместено, тоа не се овие тиктокови така наместени. Не, значи, човекот има очигледно, че нема големи проблеми со едно со памтењето, второ, како што рече ти, со меморијата, а ја би рекол со деловната способност да ја води политиката внатрешна и надворешна
на еве досега, иако за мене веќе не е најголема, ама не досега беше најголема политичка, економска и воена сила во светот, иако сега веќе економска власт е тука од Макерипне е Кина, нуклеарна е Русија, воена делат Кина е на заеднички. свој начин На сите не по начини, сите драг мој параметри. злате, Кина со сите показатели е економски джим број 1, ама тоа кога ќе сме спремни да го прифатиме, ќе Еве, го јас само да прифатиме. дам еден корот Не, ама, значи, вака како видите и во Македонија, вие има знаете вакви БДП, Да. значи за да не шириме сега пропаганда, Кина има БДП пер капита, односно БДП по глава на жител, тоа е квалитетот на живот, главниот параметар, нели, придонес на секој граѓанин кон економијата има слично колку и Македонија. Значи Кина генерално е богата и колку Македонија. Уф. Има во Кина толку е богат еден кинез во просек, колку што е богат еден македонец. Ако вие се сметате дека ние сме една од најбогатите нации во светот, тогаш ако сме економија број 1, тогаш и Кина е најбогата нација и е економија број 1. Колку милиони има Значи, кај тебе Соединените најлошо, американски видиш, држави? кај тебе најлошо кога преш ефтина пропаганда. Зашо е ефтино? Убедливо, значи, Зашо е ефтино? Злате, значи дека во Босански. моментов по куповна моќ Кина е прва светска економија е факт. Затоа што има најмногу Неспорно е. луѓе. Неспорно е. И сега дека тоа го промени светот, го промени светот. Споредбено со САД, слушате економските параметри. Ама не се на разбавајте за Кина, ајде. Ајде, Не се Е, разбавајте за они Кина. имаат 10 луѓе, во Дески, Америка има Осте се, толку ајде. луѓе. Осте, ќе те викам Ајде, се пак во сакате да ме амбасада, не се насмеам грижи, нешто? ајде, тераме да. Не е така сега. Денес Ајде. ви припремав две работи за да ни тргне работава да го скршиме ледот. Во едната, тука негде сме биле, еве и дури што сум напишал. А вие рековте две информации. Јас ќе ви поставам едно прашање. Злате, ти за исток ли си бе? Или за запад? Боцевски, ти за запад ли си или за исток? Јас сум за запад, ама така. претходно за Ама ова на Македонија. шо ве подсеќа? На шо? Па, деновија гледаме нашата актуелна политичка сцена. Премиерот како анкетира. А пошто имајќи преди дека ја раснев во оној систем, сум роден 9 години после 1948 година, ја како млад обвинител соработував со полицајци кои учествувале во анкетирањето под наводници, оние со кожени мантили и шешири, кои упаѓале во домовите, и ти за Сталин си или ти за Тито си? Не ли ви личи малку Јас ова не работа? сум не за исток, А, ниту не за си. запад. Јас сум за мојот континент. Јас сум па за Македонија, Злате, ако е така, ако континентот гледаме. на кој сум роден, а тоа е Европа. Континентот кој досега на светот го има дадено најголемиот научен, културолошки, филозофски, уметнички секаков придонес. Да, ова е некој македонски пострасизам, ама добро. Злате, нека- денеска изгледа ќе се Што има контраме. расизам? како Да не, кажеш, не за добро. фрка. Злате, слушај го. Сега гледај, Колку што дала Европа, толку дала и Кина, Индија, толку како дал може со толку света. на светот да му И дава повеќе Европа, дури. колку И повеќе. научни Абе, пронајдоци да. во овој момент го направиле кинези, колку направиле Во моментов европејци. тие предводат. Ова Историски, 5G револуцијата, историски, не, AI револуцијата. Историски, И што значи тоа? Ништо. Од добро. првиот хемиски елемент откриен, од првата вакцина откриена, со која до ден денес и Кина се вакцинира, до ден денес И, ама што најголем значи тоа? придонес на оваа Што значи цивилизација, научен, Што културолошки, значи тоа? секако, Добро. има дадено континентот кој се вика Европа. Така, почетокот а на ние- науката беше Вавилон. а Постои ние- Вавилон да те прашам? А ние не како постои. земја сме горди. Треба да бидеме дај, горди молим. што сме дел на тој континент. Така е. И заедно со другите го имаме најголемиот придонес кон цивилизацијата. Така е, Ако Злате. вие размислувате поразлично, Да, тоа ја е размислам поразлично. ваш проблем. Да. Значи, Не е мој и проблем, него е затоа легитимно немојте размислување. децата да си ги праќате као Ванковска да студираат на западни земји во Канада, кој е производ нели на Европа. Немој да ги пуштате вашите деца во Германија, во Франција, во Англија, во Велика Британија, во Холандија. Пуштајте ги сите во Кина. Затоа што да зборувате дека Кина е водителот на денешната цивилизација, ако зборувате така, тога следете го тој пример и децата сите да си ги пратите да учат и да работат. Не е логичната изјава. Значи, не, сега ова ви што го кажам, зборуваше нелогично. Затоа што вие сакате да плюкате по европската Ова не е логично. цивилизација, по европските вредности, Бог а да во че. исто време децата да ви заработуваат, да ви живеат, да ви се образуваат во системи кои се европски. Бог да чува. Ако мислите дека постои алтернативна
рамка, ако постои алтернативна иднина за нас како земја, освен Европа, следете ја преку вашиот личен пример. А значи ли тоа дека Европа не треба да биде критикувана за своите лоши потези? Никој не го Како рекол незината тоа. балканска политика. Никој не, ама да кажеш дека е расизам, дека Европа има најголем научен, културолошки Да, расизам е. Тој вториот дел. уметнички Вториот дел, културолошкиот до модерната и третиот цивилизација, дел и уметничкиот. Културолошки и уметничкиот е расизам. По делот на научниот, да, во 19-тиот и во 20-тиот век, Тоа до е науката некаде. која не е денес е конзумира. Потоа Америка била оваква, а сега веќе се менуваат нештата и новите светски сили Може ја се приклучија. Ајде, Повелете? А знаеш дека ме исплашивте малку? зашто бе? О, Злате со Европа што го направи. Вака, Злате, денеска да знаеш е најкул да студираш во Индија, ако сакаш да знаеш. Денеска младите деца пратат што се случува на универзитетите. Пази го ова што ќе ти кажам. Во Иран, кај тоа е а не најкул? слушаме. Во Иран имат најголема стапка на развој на универзитетите. Кај е најкул да студираш во Индија? Во Индија ите технологија. Пошто на индиците им е најкул во Англија да Не ти, студираат, не шо? Не ти, Злате, денеска многу ме изненадуваш. Од контекст вадиш и од едно место ставаш, а од таму вадиш ставаш на друго место. А специализациите ќе ги пратиш и последните трендови и ќе видиш дека Африка е многу поинтересна од Европа денес. Многу ми е криво вака што морам да ти го кажам. Кој развива Африка? Африка, вака, сама се развива. Сама се развива, касни ненормално. Сите револуции сега касно ги прави, дури се тоа и војни пучови, ама свеста моментално за слобода, за демократија во Африка е на повисоко ниво отколку во Европа. Злате. Морам вака ти контрирам. Затоа Морам. секој ден Знаеш, во вака јако конвои постар, од Африка се ќе ме селат од просветлиш Европа. ти мене со сите демократски мисли Европа што во момент ги има. Сотир, кога ќе ти верувам на ова што го зборуваш, кога ќе гледаме како конвои и редици на германци ќе се селат у Африка за да живеат поубав живот, и французи, и белгици, да те потсетам на историјата. и во Африка ќе има дебата дали да ги примиме или да не ги примиме. Да те потсетам. Тогаш ќе бидеш управо. Се додека Злате. цела Африка сака да се пресели во Европа Слушай и го. во Европа има левица и десница дебата дали да ги примат, тогаш Пред извинете. 150 години Германија се селеше, Холандија се селеше во Африка, да те подсетам, да ги искористува. И во Америка. А и во Азија. Америка е друг Ова е лажно, без Германија никош немала импорт. Види, во Америка е друг експорт. Германија никош немала колонии во Африка. Не, ама не е се точно. селеле германците, Не се е нација точно. која што види. Кога Германија во текот на најголемите 19 научни истражувања Германија ги има во Африка, а претходно имала запоследнала како немала Холандија, Намибија, Камерун. Велика Британија, Злате. Танзанија. Немој, Злате, мој бидејќи сите ресурси Сега се извинуваа за некој од геноциди во Намибија. колонијалните сили од Европа се запоседнати Азија, Африка од нашата сакана Европска унија, Злате. Кои беа колонијални сили? На радио лидер, почитувани слушатели, ова утро чујте, ние кон мене ова пак ќе кажам. Злате води во 40 во 45. Ај вака, Тоа е тоа. вака. Стварно, Ајде, чекај, ајде се вратиме на тема. Се ости се. Воцински. Сега морам ова да кажам, ќе заборам, Ајде. ќе сум најстар овде. Ајде. Значи, пријатно ме изненадивте, ја една смешка ви направив. тебе као Бајден Со да провериш да те 1948 пратиме. година и со Сталин, Запад и Исток, вака се, ја морам еден поздрав да ви пренесам. Видите, знаете, јас сум неконвенционален тип, не сум политичар, апсолутно не се срамам, а мојата животна сопатничка, двојцата ве поздрави. Ајде ќе почнам со шефот. Злате, ти си станал многу опасен тип, си ми го зел мене знамето и бајракот за национален гуру и човек кој ја брани македонската кауза, си имал ненормално добар настав на една емисија, таму како се викаше Заспи ако мојиш е ова и она, и Билјанче е воодушевен од тебе, ова те поздравува. Следниот пат, види ги рековме ова ќе е циклус за изборите, ќе ви донесам од незено убавите кифлички. А Боце, ти очекувај да добиеш тужба од мојот презименјак Костовски, ај што си го нокаутирал во само вистина, си го шамарал, детево не знаело да излезе од студиото. Зашо бе тужба? Се јавив. Се беше пристойно? Се јави малку, трпи малку. Се јавив таму во студиото, ми рекоа дека било така.
Што си му направил на Косовски? Ја не гледав, ја бев Гледав. Знаете, Кафански се понаша во овие 2-3 дена, спонзори за книги, овие ден што ќе ги рекламирам. Барав, али ова ви е поздрав од Билјанче. Ај сега да работиме на емисија на Кауза. Значи, почитувани слушатели, цел на ова гостување, нашиот драг пријател Сотир Костов издава еден нов проект, работи интензивно на него периодов. Тој проект е и книжевен, но освен тоа, освен што е книжевен, има и за цел така да создаде и мала промена во општеството и да наметне една перцепција за нашата современа историја, но и за нашата иднина. Те молам, Сотир, на почеток да го објасниме накратко концептот на твојот нов проект. Ајде ќе видам најкратко што можам да видам. Значи, 80 години јасно, 80 години од смртта на најголемите народни херои во Македонија. Пред 2 дена пишав есеи за Христијан Тодоровски Карпаш, за недела 2 ќе пишувам за Кузман Јосифовски Питу. Одлучив ја на свој начин тоа да го прославам. Сега тоа е државниот јубилеј. Си имам ја еден мој свој јубилеј кој е денеска на задоволство ќе го споделам со вас. 30 години како сум аналитичар, колумнист, есеист и пишувам книги за почнав со изворни кампањи, па избори, изборно право, политички маркетинг, социјален маркетинг. Пред 8 години се одважив, почнав, издадов 4 книги, еден толковник за брендинг, бренд и бренд концепти. А еве, од минатата година, ова што ти го најавуваш, издадов 3 книги, примената на брендовите и брендирањето во политиката, а тоа е политичката партија како бренд концепт. Пошто ја не знам каде мене ме слика оваа камера, вака како покажам ќе се види. Само крени малку повисоко, ќе деца кажете ми, уште повисоко малце. Сега е добро. Ова е главната книга. Доволно е. Значи, политичката партија како бренд концепт, поточно организација која учи, напредува, знае и умее, и додатни 2 книги, бренд концепти, тоа е новиот начин концептинг во политиката, за политичкото мајсторство, и воведуваме еден нов израз изборна заводливост. Прилика знаете што е тоа, ама ја прв го употребувам на еден изборна заводливост. А и ова поетика има тука. Да. И третата книга е изборни кампањи, мотивирање, инспирирање и стратегии за победа. Тоа е веќе издадено, ова е веќе пробано, минатата година 7 месеци една политичка партија. Можам да ти кажам, ова не е некое ласкање, пошто во Македонија генерално луѓето се мрзливи да пишуваат, не е нешто ласкање. Ти си единствениот човек што се бави со пишување за политички маркетинг во земјава. Не, точно. И тоа види. И уште една работа да кажам за Сотир, значи не само тоа, тоа е пример како трудот на крај се исплати, морам да кажам, и тоа трудот ради трудот. Ова не е правено ни за проект на ГТЗ, на USAID, на едно на друго, е правено за твоето љубопитство и личен интерес. Да, животен, така? Да, ама јас сум несреќен што ја го финансирав, ја би бил среќен некоја странска фондација или било кој владата или Министерството за култура да ме финансираше, ама се надевам во втората издание, како се вика тоа, второ издание, дека ќе најдам некој спонзор, деновиве на страна тоа се добро. Осте тоа на страна. Знаеш што е суштината? Ја кога ќе видам дека на телевизија некој излегува, секој ден има и такви кои секој ден се аналитичари и аналитичар. И се сакаш да видиш кој е. Значи сакам да видам кој е. И се соочувам со тоа дека најголем дел оние што излегуваат, например, аналитичар, и ја имам во животот како новинар поише напишано од оние што имаат прочитано. Браво. Да. Ама гледај сега. Не ми давате да се докажам. Значи вториот личен мотив ми да направам диференција специфика. Англичаните, Западот тој толку сакан. Ја бев воодушевен од Запад, Златенец, секирај. Make a different. Сега тука нема да ми замерите, од псевдоаналитичарите, а ја имам свој израз, џубока аналитичарите, печурка аналитичарите кои се јавуваат пред избори, поработуваат нешто, ќе завршат изборите, ги снемува нивните ставови се недокажани, погрешни и така натаму. А ги ценам аналитичарите, ги има, бидете сигурни, кои подолг период истражуваат, анализираат, констатираат и не се срамат своето независно мислење да го кажат, па било тоа времето го потврдило или не. Тоа ми беше вториот мотив зашто го направив ова,
И да кажам дека сепак сега денеска зашто гостувам и се надевам ќе ми возможите прв пат што се вика јас барам настап во серијал, а припремив еден проект 34 години македонски состојби. Името званично е формална наспротив функционална демократија. Тој се состои од повеќе делови, ево ја само сега ќе ви ги соопштам. Тоа е драмата на плурализацијата, Боцевски ќе се сетиш, ова е наслов на една книга од Димитар Мирчев, тој е мој пријател кој за жал сега е починат. Да. И деструкцијата на транзицијата. И Златев го знаеше Мирчев. Да, тој е помлад. Професорот Мирчев. Ја Да. последен што направил интервју со него, Браво. сум ја. Ја, Сега- ја не крием да кажам дека во средните мои години тој мене ми беше ментор. Последен затоа што го направивме, зборувавме во интервјуто за Желју Желев, имаше некаква починали годишница или беше почина мислам Желју Да. Желев. Они и по либерална линија тука. Да, и се познаваа лично добро со Е, и Желју така го Желев. запознав. И Либералите. направивме Да. еден како да кажам постхумен прилог за Желју Желев и господинот Мирчев и непосредно потоа почина. Да. Кога сме на таа, зошто не влезе Само да ти добро. Младинска демократска прогресивна странка? Се бе? повлеков ја ќе објавам. А беше? Овде Влезе? сум не. Ја во демократијата не учествувам во политиката. Ја висок сојузен републички функционер бев во социјализмот и комунизмот, ама мислам овде сум го кажал. Да, го зборуваш. И ја одлучив да се повлечам на струката, се вратив во Кочани, заменик јавен новинител за Кочани и Виница, анализирав од 88 кога излегов од Сојузот на комунистите на Македонија и КПЈ, Да. Комунистичка партија на Југославија, дека треба да се професионализирам, бев на едно советување на Марковиќ во Белград и викам ќе се одам на струката. Го проучував интензивно дека работев во Белград, во Сојузната младина, во претседателството, обштествениот и политичкиот систем на сите демократии, најмногу на западните, и Па немаше други тогаш, да бидеме искрени, знаеш. добро, имаше некои псевдодемократи, Да. лажни демократски централизам, Да, не јасно, те подсетувам јасно. сега. Да, јасно. Во социјалистичките Народни земји, демократи, да. народни, браво, народни демократи. И сватив дека за вистинска демократија треба нова матрица, нов терк, нова парадигма, а ја не припаѓам таму. Јас сум дете на социјализмот и не се срамев тоа, ја јавно тогаш го кажував во интервјуа на млад борец. Се сеќавате. Да, јасно. Годинава знаете ли дека 80 години од млад борец? Ќе се потрудам некако да се одбележи тоа. Па, ајде, Иако бе. не излегува сега, ама низ млад борец помина македонската пролет. Да ви Тука А, видиш. пола од гостиве ни се од тамо. И ја одлучив да не се бавам со политика, ама видиш така не размислувале Петар Гошев, Киро Глигоров, Стојан Нандов и да не ги бројам сите од комунизмот. Значи, јас во еден сепарат ги спротиставив homo politicus versus homo transitionis, политичарите наспроти, ај не контра работниците и давам констатација дека овие вторите се измамени, а од олигарсите кои беа создадени од политичарите дека се ограбени. Припремав еден сепарат кој сега прерасна во книга, ама не е издадена. Ако најдете спонзор, помогнете ми. Политичките партии во Македонија. Еве ги сите политичари кои беа на сцена. И сум напишал владење, покровителство и парт. Накратко ќе ви кажам. Владеат од 90-та година, ги заробија прво ги заземаа, па ги заробија институциите. На западот тоа се вели покровителство, а сега се во криза, без малку сите политички партии во Република Македонија, некои помалку, некои повеќе, некои излегува од криза, некои сега влегува, видоме што се случува во една или во две политички партии, и јас сето тоа како феномен го имам ставено на некој стотинак странички и мислам дека е крајно време со една добра анализа, со една добра диоптрија, со една независна аналитичка сонда, тоа убаво да го изнесеме пред нашето пучанство, пред нашиот народ, пред нашите граѓани, ја милувам да кажам неговото величество избираш и да кажеме што ни се случува овие години. Значи, ве замолувам во оваа емисија, во следните ако ме каните, да збориме за изборниот систем на Република Македонија и сите успореди. За завршувам, партискиот систем, обштествената транзиција,
за политичките забегани елити и така натаму и така натаму. Со што да отвориме? Ајде, вие повелете, ја нема да Ајде, диктирам. одлучете Агенда се, сетинг правите вие. Видете, Види, ја стои да решам јас, ќе зборуваме за тоа што ми е интересно на Љупчо, така што Значи, Ајде. Ајде, вака ја да ви дам. ако нешто у меѓувреме ми стане поинтересно, дури може и да го смениме тоа што ќе збориме. Ајде, Ја мислам може. дека денес да збориме за изборен модел, Ајде. затоа што следуваат избори. Одиме со една кратка пауза за реклами, почитувани слушатели. Еве, има доста коментари од слушател, еден ќе издвојам, вели Иран и Индија се бум во светот на високото образование. Керка ми како професор Тој во да ви роди Германија, на- од 10 неизени докторанти на кој е ментор, 6 се од Иран и од Индија. Ама ако е бумот во образованието, тој во Европа учат, не учат. Да, не ме одат таму е европејци. сериозно. Не, бе, ти Таму е сериозно. види, ти беше Ще се рационалист. вратиме на- Злате. И таму е сериозно. Да, а бумов ова у Европа се случува бумот на образованието во Иран. У програма сме? Да. Ти беше, сакаше да бидеш рационален, и јас и Ивица беме малку иронични, така цинични, Да. за она што ни прави Европска Унија 34 години, и затоа се разликувавме. Иначе, барем ја не можам во име на Ивица зборувам. Не сум јас толку Ја против дури Европа и Ивица Европска не можам Унија. да го сватам Не пред бе, да јас кажам. сум- Ивица не можам да го сватам во првиот дел, мене нешто ми имплицира. Не, Злате, ја ќе ти американизам. помогнам. Значи сега вака Видиш, да се разбере. знаеш ли кој е Ивица? Главниот на Ивица, главниот проблем со Европската Унија е дека иако сме 700 милиони, мислам они се 700 милиони у ЕУ, што се нас другите заедно кои орбитираме околу ЕУ, кои сме поврзани економски со ЕУ, неразлично сме многу повеќе, Америка успеа да ја ослабе позицијата на Европа и да има поголем вкупен БДП од Европа. Точно. Тоа е проблем. Меѓутоа, И тоа не е американофилија да го збориш, туку еврофилија. Ти да го забераваш збориш. дека јас сум американофил. Ева ми го, Мора да се ми го зеде Да. зборот. Мора да се Не признам. заборави почнав. Дека Ивица е америкско дете, се школуваше, се специализираше таму. Не заборави дека го виде лицето и опачината на американската демократија. А колку знам и ти сега на запад се доспециализираш некаде, ќе видиш после 50 години и ти ќе зборуваш како нас. Не е секако што се сепак, кажува така. Точно, меѓутоа Верувај добро ми. е што таму има Верувај. една критична мисла која па што добро сега. знаеш. И еве гледаме дека ајде, Добро, сакате се за системот да Пауза, збориме? пауза. Сотри прво. да даде Пауза. анализа за Ванковска, а Боцевски да каже зошто толку ја форсира левица по ова ти го рекламите. напиша. Не, Ова не, ти го напиша. слушател. Ова ти го напиша. Слушател. Значи, Добро. еве го слушателот, отворете, видите. Почитувани слушатели, не знам дали ќе се случи ова, одиме со реклами, Ајде. па одиме со изборниот модел. Почнуваме, почитувани слушатели, со првата тема, тоа е изборниот модел. Одма јас ќе фрлам ракавицата, во Македонија изборниот модел е таков да постојано Дуи треба да биде главен. Ова како Емпириски, ова како Гари Линекер кога го прашале што е фудбал, фудбал вика. Браво, германците. значи изборен дел во Македонија е Тој историски на Гари процес во Линекер. кој на крај секогаш како главен фактор се наметнува Дуи. Не, вака сега. Во микрофонот само те молам. Да. Изборниот систем е еден од сегментите на политичкиот систем и изборниот систем се прилагодува на уставниот, на правниот и на политичкиот систем, ама кога имаш добри правници, кога имаш добри политолози и кога имаш добри социолози. Па добро, може да се рече и економисти, и психолози, да не речем антрополози и така натаму. Изборниот систем треба да е најцврстиот сегмент од политичкиот систем на една држава, што за жал со Република Македонија не се случи. Ќе ви давам во 3 реченици на хронологија. Почнавме со мнозински изборен систем 90 и 94 година. Продолживме со пропорционален систем на локални избори 96 година за советите и мнозински систем за градоначалниците. Сега, веќе на третите избори, 98 година парламентарни избори, имаме многу чуден микс помеѓу пропорционален изборен систем и мнозински систем. Имавме листа на пропорционален систем, политичките партии дава 85 35. 20 или Не, 35, 85 35, да. 85 на мнозинскиот, 35 на пропорционалниот систем, а од 2002 имаме пропорционален систем со 6 изборни единици, Донтов модел. Мојата анализа покажува дека 22 години се период во кој ги видовме придобивките
но сега кои се многу малку, но сега во се поголем број ги имаме нус појавите на овој пропорционален систем со оваа формула Донтова, кој почнува веќе да ни дава нереална слика од политичката сцена или од како се вика диапазонот на политички партии од десница преку центар во левица, релевантни и нерелевантни партии, и некој пат кога ќе се добие некои резултати се чудиме што не снашло. Зошто е тоа така? Сега ќе ви кажам. То така е зашто за овие 22 години како се практикува овој политички систем боцевски, имаме многу промени. Како во населението, така во излезноста, бројот на избирачи и во инженерикот помеѓу како се викат овие изборните единици. На 2 пати до 3 пати ги кроеа, последниот пат е со 5-ката и со 6-ката, и сега не може ти кога ќе направиш еден дисбаланс од изборна единица КЕЦ до изборна единица 6, имаш најголема и најмала. Например, ќе ви изненадам. Најмала е изборната единица број 3, а редовно најголема излезност има. Најголема е изборната единица број 2, нема секој пат голема излезност. Најслаба излезност има единица број 6 и константна излезност има број 4 и број 5. Сега, да не ги забораваме избирачките места, кои се исто така некаде во поголем број, некаде во помал број, значи исцепканоста на избирачкото тело на 2 нивоа е различно поделено. Едно по изборни единици од 1 до 6 и второ по избирачки места. Имаме изборна единица со најмалку избирачки места и изборна единица со најголем број на избирачки места. И на крајот имаме изборна единица двојката 319.000, најголема, и имаме најмала изборна единица тројката со 278.000. Разликата е негде 41.000. Сега да ви кажам. Ги анализирав односите меѓу овие 6 изборни единици, кои се 13 односи. А кецот со двојка, тројка, четворка, петка, шестка, двојката со тројка, четворка, петка, шестка и така натаму. Не сваќате што ви кажувам. Знаете ли дека во 2 изборни единици има толкова разлика, што тоа е 22.000 и скоро 40.000, и тоа е од прилика 1,5 до 3,5 количника, тоест пратеника повеќе или помалку. Сега можеби слушателите нема тоа баш најдобро да го сватат, бидејќи треба малку по математички да го објаснам, а времето не е сложна математика, ама тоа. Да, нека седнат, нека направат. Затоа се дават чудни резултати. Да. Кога ова би било Боцевски и Златев избалансирано, ќе бидат резултатите соодветни на реалната состојба. И завршувам. Уште пред 3 години кажа, овој изборен систем е надминат, овој изборен систем треба да го мениме, не знам кој, со една изборна единица, отворени, неотворени листи, множински систем. Ја имам еден мешовит систем. Сега ќе ви кажам. Во раците држам. И тука завршувам. Само ти кажам, устигата. Како правник сега ќе ти кажам една работа која што предпоставам дека ќе ти фати око, се обидувам да ја продадам, ама не ми иде со правниците. Во 2000 Јас сум разумен правник. Да, во 2011 ли беше или 13, не е битно, тогаш беше некаде се собра една интересна коалиција, не коалиција политичка, коалиција на интелектуалци во Германија. Политолози, правници, математичари, кои што го оспорија нивниот изборен систем врз основа на точката во уставот кој што вика дека изборното право е еднакво. Седна, дури лингвисти имаше, кој што вика еднакво значи пропорционално. Значи отстапување од пропорционалноста уставот не ги дозволува. Уставниот суд им го уважи барањата. Го обори изборниот модел. И само дозволи. Значи, тоа ми е се. Дали има и кај нас можност, затоа што не е нормално. На 5.500 гласа, не, на 4.900 гласа земаше Дуи пратеник, на околу 7.000 гласа земаше ВМРО и СДСМ, ми се чини на колку беше, на 14.000 левица. Различни се коалиции. Ама не е нормално. Така. И сега, тој дисбаланс.
Има ли простор тука за уставна тужба? Има. А ти знаеш ли што загадна? Што? Ти го загадна најбитното прашање од кое ние боледуваме. Ке биде ли Македонија? Да, преведено така, ала да. Злате. Юридизација на политиката и правото. Добро. 99% луѓе не знаат што е юридизација, во држава тоа се баве со тоа, тој поим, тој феномен се бави Шкарич. Мене не ми е омилен професор, ама е јак стручњак, морам да го кажам тоа. И ова младо дете, тебе ти е колега од оној првиот институт, сега е советник на Пендаровски, професор Ненад Марковиќ. Добро. Значи, Юридизацијата... подкаст има, не знам дали видовте. Не знам, ја конкуренција не ги со. Еве да ви обяснам што е. Ти Германија ја кажуваш, мене у анализата ми е позитивен пример за юридизација на правото, преку пази го се ова. Сојузниот уставен суд на Германија, која донеса таа одлука за која и ти зборуваш, слободарска демократија под наводници се вика таа, тоа е феноменот. Што кажува таа одлука? Таа е многу сложена одлука. Таа одлука вака вели: сите политички субјекти што учествуваат во изборниот надпревар мора, ти како рече, да се рамноправни. Еднакви, така. Еднакви. А ќе бидат еднакви вака. Ако ниједна институција не се меша во изборниот процес со ресурси, организација и логистика, се мисли на државни институции. Ако финансирањето е точно наведено како што е во нивните закони, во нивниот устав, не го знам како е, ама очигледно е законски и независно од државата. И ако државата воопшто не се меша во медиумите, со така наречените овие македонски субвенции, годинава слушам биле предвидени 10 милиона евра, и не направи упад, импакт во изборниот процес. Тоа се вика политиката да се стави во рамките на правото, политиката да биде истражувана од органите на прогон обвинителството и политиката да биде по потреба судена и пресудувана ако незаконски на овие две прашања што ти ги загатни работи. Тоа се вика юридизација на правото. Ако денеска има време или во другите емисии ќе објаснам од каде доаѓа. Значи, ако Уставниот суд постапи по таква работа, тогаш ќе доеме до една изборна единица и тоа е тоа. Босиски, кој уставен суд? Добро, во право си за тоа. Во право. Знаеш ли дека имам напишано во анализата дека е изгубен во простор и време? Еве сега, да споделиме една вест, нов член на Уставниот суд, нов судија во Уставниот суд е универзитетската професор Ана Павлова Данева, Ана Павловска Данева, иначе поранешен подпредседател на политичката партија СДСМ. И сега, знаете како ќе биде тоа? Се замислете, Силвана Бонева, ВМРО да ја предложи да биде уставен судија, каква фама ќе се крене во државата, дека гледа еве како партиски кадар ќе го води судството и така натаму, но истите тие невладини експерти, невладини аналитичари немаат проблем подпредседател на СДСМ, поранешен подпредседател на СДСМ, да стане да биде уставен судија. А женски организации се јавија женски организации за онаа колумната против Силјановска што излезе една така прилично одвратна? Не видов. За мизогинија, за тие работи, нешто се јавија? Можеби ќе ви изненадам, бидејќи мене ми лепат етикета во Маровец, не можам да избегам од тоа, а и нити бегам веќе, иако ќе се дистанцирам за да не им штетам, бидејќи сум антинатовец. Антинатовец? Да. Не те викавме во емисија, ние... Еве го расизмот, еве дискриминацијата. Драг мој. Еве вака, ќе ти кажам зошто, ќе ти кажам, многу јасно е сигурно. Видите, ви кажам, прекрасен експерт, штета што во минатото или сега си влече опашка што била во највисоките врвови на една од политичките релевантни тогаш партии во Република Македонија и тука ќе застанам. Експерт по административно право. Во Уставниот суд има и административно. Татко ми, мој покоен Бог да го прости, беше невиден експерт за управно право, за административно право. Кога он ке кажеше нешто, тоа мораше да биде така. Јас се обидов да бидам нешто во кривичното право како него, не знам колку успеав, а мајка ми беше за вонпарнична постапка, јас сум од правничка фамилија потекнувам, и за извршно право. Значи во правото има специализации, Злате. Не можеш да си правник за се.
Кога бев адвокат, ја многу малку застапував, например, во вонпарничните постапки, од причина што не ги владеев како што треба. Не можев да испорачам квалитет како што ја сакам да испорачам. Кривично право го владеев, да ти кажам. Поранешен обвинител бев пред да бидам адвокат. Значи, дајте да почнеме да ги ценеме специализациите и на самите области, барем во правото, ја можам да кажам. Сега за економијата, нешто исто можам да кажам. Политологија, социологија, не знам да кажам за тие специализации, ама не може да си правник за се. А Уставниот суд е институција која ги брани правата на граѓаните и законитоста и уставноста. Значи, таму се слева целокупниот правен, политички, економски, социјален и како сакаш живот во државата. Кога 9 судии би биле во 9 области, би било прекрасно. Вака те прашам нешто. Тука ќе се обидам, Љупчо ќе ме коригира дали на тоа мислел. Да. Сакам него да го парафразирам. Значи, често зборуваме на оваа тема. Како се случи? 8 години имавме мнозински систем, двокружен. Добро. Тој мешовитиот беше еден изборен циклус. Да. Како 22 години заглавивме со овој систем? Значи, другите земји од Источна Европа, еве кон нас, Сега ќе посткомунистички, ти кажам како. цело време се адаптираат, преадаптираат и така натаму. Бозински. Како ние заглавивме? Цела Европа е со мнозински систем, со исклучок на 4-5 држави. Тоа е пропорционален мислиш? Не, грешка си мнозински. Каде? Ајде, баре ги, сегде, ќе видиш сега. Вака. Значи, најстабилен систем е мнозински. Ти го тврдам тоа. Најперспективен, под услов да имаме политичка култура на ниво, е пропорционалниот спрема тоа каква Видете држава, сега, може да ја кажам каква зашто ние држава немаме- сме, мултикултурна. Знаете зашто немаме мнозински систем? Па бидејќи само две партии ќе владеат. Не, во Македонија ако има мнозински систем, земете ги изборите во кои ВМРО ДПМН е најмногу изгубил сега во последниве од војната па навака, од 2001 па навака, ставите ги во мнозински систем, поделете ги во претходните зони, и сватите дека со мнозински модел прашањето е дали ВМРО ќе има 58, 61 или 53. И е постојано победник во Ама мнозински. се, кој е крив за тоа? Не, тоа Што што е биде јако ВМРО? Стай ги, направи, сум правил анализа. Епе Не, не, знате, знате, многу близко до вистината. Ако Боцински. направиш 2017 Во локалните... мнозински, не локалните, парламентарните стај ги. 2016 2020 парламентарните во кои ВМРО нели изгуби, Дечки, еве стај ги ви во носам мнозински симулација. модел, дроби. Ај се слушајте ме. Ама не е така. Сега ти Види, кажувам. Затоа што се прилагодуваат партиите на системот. И избирачите на партиите. избирачите. Се на јас ти партиите, кажам, сум ја така, правил ама не, анализа. да. 2020 годината кога ВМРО ДПМН не ги изгуби изборите. Сега последниве што беа. Доколку тие изборни резултати ги ставите во мнозински, во моделот по местата, нели, дистрикти, како се викаат што беа претходно, ВМРО ДПМН убедливо Не е 53-4 така. победил. Сум го правил тоа. Ај вака, Сум го не, ја правил, вака ти ќе кажам, го јас сум го правил. Се Не е сеќавате така, ли? тука ми е. Не е така. Боцински, Ќе ти го се кажам. сеќавате ли ВМРО преку професорот Мицкоски кој модел го предлагаше? Мнозинскиот. Не му прифатија. Зашто ВМРО ДПМН е најјак на мнозинскиот. И ја ви го тврдам тоа. Ја работам на терен. Ја одам И по затоа терен. немаме мнозински, Ја ги затоа знам. што ВМРО ДПМН ќе може да прави стабилни влади, нема да зависи од Нема никого. тука да не забораваме. До сега и Дуи беше јака. Види, не ја гледај. Од оваа година веќе Дуи не е јака и на мнозинство. Динамиката на политиката не мирува. И сега Така е. Ај сега ова што ти го бараш. Ајде. Еве ви една симулација направена од некој господи не го знам, Дејан Димитриевски од Собрание. Еве ја. Добро. Ова симулација 5 пати ја проверува со една поголема екипа, 5 пати ги даде резултатите што господинот ја направил, веројатно за потребите на Собрание на Република Македонија, и тоа е дали пропорционален систем со 6 единици или со една. Со една. Еве зашто. Ако сме имале од 2002, ова е направена 17, значи анализирано е до 2016 година. Еве која разлика ќе се јавува, ќе се потрудам да бидам конкретен. 2002 година ќе имало 5 пратеници кои нема да припаѓат никај ВМРО, никај СДСМ. 2006 година ќе имало 7 такви. Ќе ги набројам, после ќе дам констатација. 2008 ќе имало 3 такви, пазете, 2011 кога ВМРО беше се уште многу јако, после 2008, 9 пратеника ќе оделе на друго место.
2014 6, 2016 6. Еве ја. Ова Може да ви симулација кажам, знаете ли заврши зашто со ова? немаме една изборна единица ние во држава? Заради дуи. Заради дуи. Објективно да кажем. Заради дуи, Затоа што што е? доколку има една изборна единица, во држава ќе има 5, 3, 7, зависи колку помалку пратеници од албанскиот политички блок. Не, 3. Најмалку 3. 3. Најмалку. Не сум толку сигурен, ако Значи- ме следевте дека тоа зависи од излезност, тоа зависи има прак, нема прак долен, Од излезно и зависи. тоа зависи од број на кандидатски листи. Значи, Знаеш во дека и Македонија ова може, само да ви кажем, Да. еве, со една мала интервенција. и објективни да бидеме ради дуи нема убавка живица да се сложиме. И Со се една, пази. со една мала интервенција Ој. само, еве пак, ама за ова нема да кажуваме, само ќе офрлиме вака, нека си проверат слушателите и ваква. Со една запирка. Пеше формулата. Може да останат 6 изборни единици и совршена пропорционално се направи. Запирката треба да каже само дека на крај сето тоа ќе биде со употреба на нешто што сега се вика бипропорционален модел. А па ги има 10 модели. 9 ги има. Не, бипропорционалниот одма го изодначува системата. И, се меѓутоа и согласувам. тоа нема да биде заради дуи. Ама видите, тука ќе се каже. собранието го има решението од 2017 година, не случајно на јавноста и го покажувам, ова не е моја симулација. Да. Јас само 5 пати проверив дека е точна, со различна излезено, со различен број на замислени, Да. хипотетички Се знаеш листи дека ова не е на така, затоа кандидати. што види, ако е една изборна единица, тогаш поинаку ќе се однесуваат и партиите, така што не може да земеме со симулациите, тоа е проблемот. Ме разбираш? Многу добро те разбирам. Еве го мојот став. Бог. Ајде. Значи, ќе ви изненадам и може би нема да ме прифатите, ама јас сум таков како што сум. Своето го кажувам. Ако сме ние мултикултурно општество, не држава како што вели еден политичар, и ако го признаеме тоа, ние вака треба од прилика да направиме. 10 пратенички места да дадеме на сите овие партии, ромски, турски, српски, бошњачки, влашки, не знам кај, кои ги има многу. Ќе ви ги кажам после секој на број. Бугарска зашто да немаш? Ево, бугарска нека Па има. види и така натаму. Има. Не ме дефокусирајте сега, злате, не ми прави вака. И сега вака. Има и пропадна на изборите. Возецки, слушај го ова. 10 пратеника на нив, они ќе си ги вадат по кој модел ќе биде. Од 110, 60 ќе одат со мнозински, ево, пропорционален систем, нека биде на Боцевски, Добро. а 50 ќе одат со мнозински. За сите вкусови Боцевски. Да ве видиме колку вредите во пропорционалност, да ве видиме колку вредите во мнозинскиот, ова важи за сите партии. Добро. Еве 10 А зашто не пратеника. биде како во Германија комбинирано? Да, ама не е, тоа. па и ова е Не. комбинирано. Пресметката е на пропорционалниот, а влегуваат овие од мнозинскиот. Може, Уште поубаво. може. Така што првиот може да не влезе. Во тој случај не се случува. Уште некој да ме прашаш и топке беше муабето. Да. Ама не види, па тоа е целта на дебатата. Дебатата е да се зголеми свеста дека треба нешто се направи. Види, дебатата е да се зголеми нивото на политичка култура, а колку е можно да се намали политичката изборна корупција, да избегаме од зоната на аномично општество, на аномични избори. Тука Јован Коруби, морам да ви го спомнам, може би некој од вас бил професор, не знам, Не, а тој е на починат. социологија беше, не Иначе беше за правец. мене беше не само социолог, за мене беше и голем филозоф, да ви кажам. Сите дела му ги имам проучено. Човекот уште 2003-2004 не опомена, кога ни кажа дека ние веќе ги попримаме сите обележја на аномично општество. Анемично мисли. Не, аномично, без законие. А па да, и анемично. Анемично е без крв. Иначе ова е аномично општество, аномус, без закон, без законие, а не буквален превод. Имаш закони, ама не ги спроведуваш. Тоа е аномија. И јас се согласувам со тоа, ама бидејќи често сум зборувал на оваа тема, овде нема да го узурпирам времето, али затоа, секој пат кога излегувам пред микрофон или камера, јас зборувам дека крајно време е нашата култура политичка, па ако сакате и изборна, да ја подигнеме на повисоко ниво. Впрочем, ме потврдуваат актуелните збеднувања во, ајде така да кажам, албанскиот кампус, значи не само во Алијанса, во сите политички партии, што се случува сега, пазите, господа, на 73 или 4 дена пред избор.
Катастрофа. Наместо да имаме кандидати за председател, наместо да имаме кандидати носители на листи, ние немаме ништо, во партиите се расправат, се тепат, едни сечат вени, други кубат коси и така натаму. Да, кој се бие, Тоа е тај до се воли, политичката така култура. ли беше? Василски, тоа е до Кој политичката се култура. бие, тај се воли. Така Па што- добро, тај се воли, ама прича српската цел свет разуме. Секоја љубов и не е љубов, да ти И кажам. баш ке види, па и Има не многу е- лажна љубов. Па и не е толку. Особено во нашата македонска Во политика. Италија знае да биде малце и по-интересно. Добри во браковите, ковидот, знаеш колку бракови растури, кои се Испои. вратија дома, кои Испои. сватија дека не можат да се Испои. поднесуваат Да. и Кај ме акате сега, бе, шо? Абе се види, затоа што заморивме со ова. И знаеш, изборниве модели се во ред, меѓутоа заморна тема е да се следи, знаеш, онака. Во секој случај да констатираме, изборниот модел е надминат, Да. Мојата анализа мора да се го отвори покажува дебата за нов. тоа. Да. Ја нудам решение кое знам дека нема се прифати, али прифатливо што ти али го ти да изгодиш. си го понудиш за секој случај. Па зошто да не? Не А со види, тоа се мораме да бавам кажеме, Златев. Заев, На некој ќе му текне. Заев предлагаше систем. Овој една изборна единица без изборен праг, со цел да може после од позиции на власт да лови и купува и така натаму Да. претеници. Тоа не треба. Треба да има комбинација од представителност и стабилност. Да. Тоа треба да го А, направиме. Боцински. Ај вака сега. Зашто глупо е види, ако имаме мнозински, некој земал 10% гласови и ти скроз да го елиминираш. Се ке Не ми е е здраво. интересно леко збориме за ова не се мои изрази, никого не вреѓам, Ајде. ова се изрази од српската и хрватската политичка сцена. Ако ве сега наведам да зборуваме за партии канапе, партии двосет, партии тросет и партии гулаби превртачи. А партија едно се што правиме. Не види, јас сега ова без да културолошки да навлегувам. Да? Кога ги гледав овие пилотиве од Арачино, ако се сеќавате како беа наредени на еден огромен кревет во некоја куќа, Да. тоа не беше ни 7 сет, тоа беше 12 сет. Да. Значи, што сакам да ви кажам? Толку е згусната политичката, партиската сцена во Република Македонија, треба малку да збориме и за партискиот систем. Али дуе 5 сет минимум. А овие Не, денеска петосет, е во форма е. Европскиот сојуз за промени, они се колку 5 лидери сега со се таравари вчера влезо званично, 4. 4. Значи они се четворосет. Добре, да. Како беа ние во Хрватска кукурику коалиција, една друга ти е нели така. Не, тоа се пежоративните. Овие се А научни има и изрази. некој човек Боцевски. партија кој Гоати ги Панчо дава. Минов, каде што не се сет, они се Боцевски, спална. тебе знаеш ти кој е Гоати, знаеш кој е Ставлевич. Овие изрази што ја ви кажувам се научни. А ова веќе е коалиција. Ево ја ќе ви кажам. Кај нас имаме Ќорсо како коалиција која ќе ги изгуби изборите. Еве ја да дам прилог на она. Чорсо как да Да, правиме. ти тврдам Ќорсо. како- Немојте така за Европскиот фронт, ве молам. Кај знаеш дека Од да кај го знаеш мислам? дека за тоа мислиш, а видиш? Само немој да прејудицираш. Се так, не знае за кој мисли. Значи, емисијава отиде во изборниот модел. Не, сега малку да збориме за партискиот систем. Зошто Сега ги ќе немаме бара Сотир Костов демократија во партиите. видиш материјалот го читаш. Алал да ти. Тој си го Значи- читал. Браво. Види да ти кажам. Без демократија, демократизација на партиите нема кај нас стабилен политички систем. И како тоа ќе направиме сутир? А како ќе го направиме? Со поголема Еве сега да свеска сме и на членството. непосредни избори бира лидер. И така, тоа е партиска А демократија. тоа е формата, Злате. Тоа е добро, ама еве Заев избра на непосредни избори и за 2 години љусна. Не Заев, него Ковачевски Заев. Ковачевски бе, они го најдоа од Пардон, Ковачевски, мада и Заев беше колку биран 50.000, некако 30.000 го гласа, така, нешто што е смешно само по себе. Да. Ама по тоа така се да. гледа дека не бива тоа со партиска Видете, демократија. најден што не се случува. Што? Лаетат се моја, неле, државата тоа сум јас. Кај нас имаме еден лидерски синдром, партијата тоа сум јас. А штом сум јас партијата, јас сум и државата. Ова сега не важи за сите. Ама еве да речеме важи за Али Ахмети. Па добро, не ленинист Еве да природно речеме е тоа. важи за Зоран Заев. Така ли е, Липчо, како ленинист природно он така да тера? Да. Не Он си- марксист. Па добро, Па во он право си си. идеолошки што... Да, во право. Мора и маоист. Да. А јас сепак мислам терорист најдобар. Добро, дески. А сак да збориме за фер, слободни, демократски и кредибилни избори.
Како Треба не? на народот да му кажеме дека тоа ни фали. Ајде да збориме, излези и гласа и лично и сам, да нема прокси гласање, да нема семејно гласање. Сега водам кампањата, да ви кажам, и ви благодарам што сте ми медиумски поддржувач. Стоп за насилството во изборниот процес. Стоп за фалсификатите. Стоп за полнењето на кутиите. Тоа ако ќе го направиме, ние ќе имаме избори кои ќе се верна слика на она што е партиски систем и на она што треба да биде. Бидејќи кај нас, особено во западниот дел, а малку и северо-западниот дел од Република Македонија имаме големен процент на семејно гласање, колективно, прокси гласање. Сега вака Ивица ќе ве обвини за национализам. Па нека не Немојте обвини, ова е сега- демократија. Значи дај, Ова е демократија. значи ова национализам. Они гласаат семејно во западниот дел на Македонија, албанци. Не! Никако. Не! Он се извинува. Жити се. Готово. Стварно? Не, немој така. Еве, на два јазика, Вака скузато и скузамуа. На француски и на италијански. Не, тоа не се десува, мислам, ве молам. Злате. Ние сме примитивни словенско Злате. племе, што би рекол, како се викаше, зиедин села. Коректно од твоја Десно, страна, што да. спомна демократизацијата на партиите, ама алката која недостасува, кондицио sine qua non, немаме правна држава, немаме култура на законие. Немаме владење на законие. Ја го направи Ај, ми се уклучува најде. тоа. Не. Уклучува само... Ја мислам сега Ивица ни спрема импакт некој. Не. Не го гледам дека е најтупали. Да. Да. За семејното, види, семејното гласање имаш и добри ситија таму. Имаш малци на, и на југозападот, кај јуруците нема семејно гласање. Има, ама тоа е мал број. Знаеш колку тоа се 2 села кај Радовиш. Малку и по јужно од Јадрото. Кај нас има, ја дома на сите мене ме прашуваат за кој да гласаме. Ајде да ви кажам Толку демократија глас. да ве насмеам. Да. Вика, ти најмногу се разбираш. Господа. Ова семејно гласање или авторитетно гласање? Вика, сите сега ќе ми се јават Авторитетно твои- не е лошо. Сине, Авторитарно не чини. сине, вика, ти најмногу се разбираш у политика, дај за кој да гласаме, кажи ни. И ја им викам гласите за СДС, ми викаат, сине, ти не се разбираш очигледно у политика и ми затвараат, знаеш. Слушай сега, 2004 година се гласа за парламентарни и председателски избори. Ало, ќе ме слушате ли? Не, па не, слушам, немашам да видам. Слушай го, Шо слушам, ова е ајде. лично е ова. Ајде. Ова е малку и смешно, ама е многу поучно. Ајде. А се уште се одеше фамилиарно, дотерани, обричени. Тогаш за мене беше тоа проблем, јас со джинс, со долга коса као сега, со брада. Татко ми одма, Бог да го прости, си беше комунист, социјалист на место. И одиме тој со мајка ми, јас со тогашната сопруга, и одиме да гласаме. Не, секој си гласа. И се доаѓаме дома на ручек, и мене тогаш ме дало, јас ако не чачнам, ако не се закачнам, не можам. И да за време ручек, ја гам, дечки, бе, ајме ли кој за кого гласаш? И татко ми као, ако беше тоа, Dominus Litis дома, Pater Familis, вика, Pater Familis, абе, синко, да. вика, ти вика си учено дете, вика, треба да знаеш дека тоа е лично прашање, не се прашува, ми држи лекција. Од комунист тоа си го после, доживеа. да. И ја брани Има демократија. прекрасен татко, да ти кажам. Боемчина број 1 на истокот, сите го знаат. Тој си беше локален тип, ама беше прекрасен, многу подобар од мене беше. Тоа е тоа. И ми вика така и така, ама после ми вика, еве, ја ќе ти кажам. Вика, за парламентарното не кажувам, ама вика, ја гласав за тој кандидат. Ја анкетирам мајка ми, она вика за тој кандидат. Анкетирам тогашната сопруга, кажува, и ја кажувам. Знаете кој е резултатот? Кој е? Двојца гласале за Киро Глигоров, двојца гласале за Љубиша Ѓоргиев. Тоа е демократија. Тоа Не не си е испокаравте. дозволено. Не си Немаше останавме. ти ѓубре едно Дури за знаеш овој си што? гласа. Немаше такви Едниот моменти. глас за Љубиша Ѓоргиевски беше изненадување, како што и другиот глас за Киро Глигоров беше изненадување. Во мојата фамилија јас се изненадив дека си функционира демократијата, ова не е фалба. Ова некој ќе се смее за Иако ова. види, Види сега, политичките истражувања покажуваат дека најчесто луѓе што живеат под Искров исто гласат. Да. Ама еве, ова не Со немам те, намера да со ве те, лажам. Јасно, извини, јасно. извини се.
Тоа биле поопуштени други времења. Денес, на пример, на маса дома, ако кажеш дека ќе гласаш за ВМРО или за СДСМ, може да ти избркаат од маса. Да се разбереме. Денес се други времења. Лате, не ми кажува нешто што знам у фамилијата, мене у Кавадарци 70% роднината ми е СДС. 30% ми е ВМРО. Кочани е ВМРО. И ја имав сериозни проблеми во минатото и дури се карав кога водев кампања за демократска алтернатива, за ВМРО и така натаму. Од кога се озрев, кога видов дека ја не смеам со моите роднини да се карам за политички работи, мене ми олекна да ти кажам, и сега уопште не ми е гаеле кој за кого гласал, ама уживам како последниот пат на терен која работе во 2017 во Кавадарци локални избори за Митко Јанчев, кога мојата роднина ја убедив, моите роднини ги убедив да гласат за него и еве до ден денес се задоволни. Па тогаш ми е кеф, неле, пошто важам за некој стратег, важам за некој за изборни кампањи, па уживам да ти кажам во тоа. Ја ги убедував за Данел Арсовска да гласа и не уживам баш да ви кажам. Ба, сега некако... Види сега. Не кревам телефони, се кријам. Убедувањето, вие знаете, персуазија, персуазион, што кажат французите. Кога си бил така? Не кревам телефони, сега нешто често ручици избегавам и такви работи. Ајде да ти помогнам. Ајде да ти утешам. Ти па боле си прошол со Митко Јанчев. И јас ја утнав работа. Не, слушај во. Види, Не се ја утнал ти работа. Еве вака. во моето пошироко семејство има една анегдота како Один или мајката со детето зад параван, детето помало, и цело избирачко место слуша од таму крик на малово. Што заокружима ти? Па ВМРО ти е горе. На едни избори Така, јас грешим. Ја гласам во Кочани. Таму овие посматрачите сите знаат кој за кого гласам. И? Како Ја брзав, сега трчам да си гласам и додам на терен скроз на друг крај од Македонија. Добро. И луѓе ја брзајки сум ја сгрешил бројката, бидејќи сега не кажувам за кој партија, ама со слични имиња, со слични додавки, и ја погрешна. И пај сега, одам јас кон кутијата. Беа заеднички председателски, како ги викаат, парламентарни избори, и еден од посматрачите ми дава знаци нешто. Ама ја толку брзан ги виткам ливчињата, ги пуштам и одам кон него, кажи бе шо е. Абе, вика, Чичко, Сотир, бе, вика, колку знам, вика, погрешно, вика, ти заокружи, вика, на едно ливчиње. А смееш ли... А познава. Децава се не извештани. Знаеш како? Смееш ли да речеме да го дотидеш да заокружиш и да тргнеш до кутијата и да се премислиш, кажеш чекај, не кем за овие да гласам, сакам за други, да ти дадат друго ливче. Не, готово е. Ја еднаш заврши имам најприказката. слична ситуација, јас взимам ливче. Тоа веќе почнува бугарскиот воз. Да. Како така се премислиш? Бугарскиот воз. Добро, не, ќе ми го поништат, ќе ми го... Не може. Знаеш колку поништи не оваа ситуација. Немој. Ова сум го студирал. Заокружив и се одам. Злате, не. Сега да. Па види, ако заокружам за партија и после на идење кон кутија го видам Ивица Коневски како влегува, сум гласал за неговата партија, ја ќе се премислам. Која му е партијата? Тя чув дека му било оваа нова алтернатива. А ти за нив сакаш да гласаш? Секојаш за нови сили треба да се За нови сили во нови работни победи. Сак да ви кажам нешто историјата за нова алтернатива. Ја знаеме се. Не ја знае. Ајде да чуеме. Не, ај кажи ја. Кажи. Да виж ова не те провоцира. Кажи ја. Па Нели Чанец кој се издвои од демократска алтернатива ја направи нова алтернатива како лидер, така? Ај вака. Ајде Мада тоа не треба. Овдека има кон тебе ти видам блак. Ајде. Ги слушам два медиума со национална фреквенција. Еве века, точно јас сум од Оризар и Кочанско и кај нас се знае кој за кого гласа. Браво. Земјак, поздрав. Таа партија никој пат не ја формирал Георги Оровчанец, мојот драг пријател. Добро. Таа партија има подалеки корени. Тоа е демократска алтернатива направена 98 година. Таа партија замира. Сега слушај го, ова е. Слушам. Требаше некому друг да му го кажам во еден дуел, ама тебе толку те почитувам што ти мора ќе се потсетиш. Ајде. Таа партија после излегувањето 2001 година од власт почнува да замира, полека се губи и од нејзе се испилуваат 5-6 партии.
Демократски сојуз на Павле Трајанов, на Аднан Кјахил партија на турците, на Тефик Од Деја, другар, мислиш тоа? од Деја демократска Да, алтернатива. така е. На Тефик партијата на македонските муслимани, се испилува една српска партија и така на. Тоа беше некоја тактика на Циле што ја никад не ја сваќам. Таа партија стана Да, ја тоа нерелевантна со Тајван партија, ви никош не го завршувам длате. Нерелевантна партија и Ѓорѓе Орашчанец, кој беше член на Демократска алтернатива, успева на, колку знам, примерен начин да земи архивата, да ги земи печатите од партијата и го менува само именот во регистарот. Од Демократска алтернатива прави. Знаеш зашо мислам дека не се оправа? Ама чека сега ти кажам. Ама ова сакаш на $1 да се кладиме, сакаш на $100 да се На кладиме. еден, најде да не. Ја така. За е, $1 и немаш- пијачка една. И сега Ајде. пази ова. Ке го повораш Војо Стојановски, генералниот секретар на Демократска алтернатива, Добро. и ќе ти го каже ова со Чичко Сотир ти само го те прашам, кажува. како тогаш во 2005 година влегува Есма и Чоре преку Деја во Совет? Преку Демократска алтернатива, значи 2005 Деја простоела. Постои. Е па како тогаш ама нова алтернатива е претходно? Не. Е како? Не. Кога е направено? Провери. Не, ти ќе го провериш. Таа партија е само Зашо не би пререгистрирана. Орашчанец влезе у ВМРО ДПМН, па у ВМРО Народна, па излезе после така беше. Он прво си влегува и е еден од првите основачи на Демократска после алтернатива. Чекај, одиме партијата да видиме да ја провериме верзијата на твојата верзија изгледа. Ама ви се кладам бе, ви се кладам. Партијата била создадена од страна на Ѓорѓе Орашчанец во 2007 година. седма. Чекај, Аха. Периодот ајде, кога ајде. тој бил член на ВМРО НП и пратеник да. во собрание. Како создадена, ајде се. На парламентарните избори во 2008 Каде читаш, Злате? чисто на Википедија. Ќе остави $100 дека ја ти тврдам дека тоа не е добро, точно. ова не го знаев дека 2007. Дека не е точно. Ова не знаев дека Гледај ме, 2007. гледај ме, Злате. Значи не е точно. Пререгистрација е направена. Значи пререгистрација, само името е сменет и знакот е сменет, логото Значи е сменет. Даниела сега ја води партијата на Циле Топурков. Еве ја го тврдам тоа вака со сеот мој габарит на аналитичар и А човек чекај, кој ја создавал таа А партија. Сотир што остана со Нова демократија? Како? Едно време нели Нова демократија се изнедри од Демократска алтернатива. Да, а нова Чекај, демократија Ивица, кој е главен И град таму на беше Тајван? Орашчанец. Ги Таму снема. беше Орашчанец. Ги снема. Да. Не, Кој е не. главен град на Тајван? Тајпеј. Тајпеј, така? Да. Дај Даниела да ја пратиме таму во знак на извинување. Што ги зафркнавме парите, што им ги земавме, ништо не направивме, па повлековме признавањево. Да им ја даеме Даниела како експерт во Тајван да ги оправи. Види, Значи, не сакам да ја можам Да. во емисија да звонам до човекот, до поранешниот генерален секретар на Демократска алтернатива. не, да ти ми го верувам, потврди. готово, ја ти верувам. Ама не си. Годиниве- Тоа е колку новинарите, ова не важи за вас, вие немате таква уврска, колку новинарите од медиумите со национална фреквенција истражуваат и памтат хронологија. Ќе се сретнеме на кафе, ќе ви го донесам човекот и ќе ви го потврди ова. Ѓорѓе Орашчанец никад не формирал партија. Добро. Ѓорѓе Орашчанец пререгистрираше Ова ќе го провериме. Ова е каде убав- што убав факт, смени добро. име. И, пази, не е ништо страшно тоа. Тоа не е ништо Не, ама страшно. ова ми е интересно, значи Али он беше во онаа група на што се издвои во Нова демократија, па влегува во ВМРО ДПМН, па во ВМРО Народна. да. Затоа ми е сега чудно. 2005 Демократска алтернатива постои, влегува во Совет на град Скопје со Чоре и со Есма. Чоре станали председател на председавач во Советот. А 2007 дури велиш дека Се вака ти кажам, зошто го знам. Ова види, ова е Партијата замира. да. Седиме два тројца, Ја Значи- мислам Сотир ја пререгистрирал. погледни го. Седиме два тројца, јас се уште номинално шеф на правен сектор и на своевремено најдобриот аналитички центар во Република Македонија, подобар и од ВМРО. ВМРО ДПМН од нас го купи софтверот што се вели, бидејќи бевме во коалиција и потоа направија гениален аналитички центар. Ова да зборам времето Светлана Антоновска, Бог да ја прости. Таа не го правеше со нејзините експерти. Јас само го раководев. И правиме план што ќе правиме со партијата. Понуда. Абе вика, ајде ќе продолжиме ние. Вика ти и така не се замешал во политика, еве ти вика подпредседателско место, не го кажам кој човек го нуди, ова не е коректно.
Добро, викам, кој ќе е председател? Па председателот ќе е тој и тој. Кој ќе е генерален секретар? Тој и тој. Честитови партија, не рачунете на мене, ова нема да биде ни сенка од демократска алтернатива. Значи, јас сум учесник како во создавањето на демократска алтернатива, така и во згаснувањето и неизиното презимање од Ѓорѓе Орешчанец, настапува Ѓорѓе Орешчанец као член на демократска алтернатива, си ја зема, си ја пререгистрира и партијата си ја води како што си ја води one man show. Тоа морам да го кажам. Тоа е тоа. Наследната партија ќе ви донесам заверена изјава на нотарот, човекот што ги предаде печатите од партијата. Според Централен регистар, само да знаеш дека 3.5.2007 се води. Така е. Добро. Али ти велиш дека е пререгистрација, дека не е ново. Ти го Добро, тврдам. окей. Ти го тврдам. Окей. Лјупчо, мислам денеска сгазивме со емисијава. А сакате не? Има ли време ова да ви го покажам што е? Ај бе следниот петок тогаш. Ајде. Треба да оставиме нешто да оставиме и за богати. Значи ќе се држиме и следниот петок. Да, тоа е големата идеја. нели? Сега ти Добро, види. Може ли малку да збориме следниот петок за изборна политичка култура, за Зашо сакаш за тоа институционална да корупција изборна? И мораме да го опомениме народот да не се продава. Дека граѓаните одлучуваат овој пат. Имам чувство дека овој пат ќе го положат испитот. Ама мораме, еве вие како медиуми и ние како аналитичари да им влијаеме на свеста еднократно да не си го продаваат гласот. Еве, може ли со еден податок да завршам денес? Ајде. Во Кочани 2020 година, што смеш бе братски? Ми текна, дека не си го 2020 продава и година, кој чифлигот, како беше песната? знаете ли колку гласови доби Дуи на ниво на општина? Колку? 2000? 2020 на предвременим парламентарни. Колку? Дуи колку гласови доби? Го немам се пред себе, добро. 410 гласа. Има ли Дуи таму во малам организација? Нема. Одма ја ќе ви одговарам. Добро. Има ли членови? Имаше, ама нема. Имаше кога беше формирана 2001 година. Има ли симпатизери? Нема. Како се добиени тие гласови? Ќе зборуваме како што велите вие следниот петок. Види од Во Штип се 290 гласови. Добро. Тогаш. Мислим, очигледно е дека 400 кочанчани ја препознале визијата на Дуи за изглед на Македонија и ај па да провериме колку етнички албанци се вработиле во Кочани, кои се викаат Митре, Станко, Ѓоре, Роберт и така натаму. Не, вие сте гениалци сте вие. Да. Така што Дуи си има импакт сегде, почитувани слушатели. Следува викенд во Дуистан. Ви посекуваме Во превод Република Македонија. Значи Дуистан, ве молам. Останете во добро расположение, уживајте во добриот викенд. Ако не уживате, вие ќе ужива Артен Груби.